Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. За почеток ви благодарам за упатените честитки за вчерашната емисија, во која што разговарав со унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока. Му благодарам и на него што на својот Твитер профил, на својата официјална профил страница на Твитер го сподели интервјуто кое што го имаше за мојата емисија. Добро, тоа е вака малку да се пофалиме. Нешто друго и поважно се случува. Вечерва имено беше објавено дека уште 7 полицајци се приведени или ќе бидат приведени во врска со истрагата за трагедијата во Кочани, со тоа излегува дека веќе 14 полициски службеници, ќе видиме по која основа за овие 7 ќе се најдат пред обвинителство заради инволвираност директна или индиректна во целата работа, заедно со нив уште десетици други лица кои што овозможиле свесно или несвесно да дојде до оној страшен чин, до онаа страшна случка која што однесе 61 човечки живот во Кочани. Втора работа се разбира е посетата на владина делегација на Обединетите арапски емирати на чело со лидерот Христијан Мицкоски, со премиерот Христијан Мицкоски, се извинувам. Се договараат интересни работи тамо, меѓу другото, еве разбравме дека ќе бидат обезбедени летови од Дубај за Скопје и обратно, што секако ни оди во прилог на сите. Јас лично не сум бил во Дубај, кој знае, можеби ќе се полакомам и јас да заминам во тоа интересно местенце каде што се собираат најбогатите луѓе во светот. Уште една работа што сакам да ја споменам, колегата новинар Бранко Геровски денеска направи вистинска мала експлозија со објавата на социјалните мрежи во која што зборуваше за прислушкуваните материјали. Се сеќавате за така наречените бомби на Зоран Заев, во кој што директно ги посочи, нарекувајќи ги еден вид на злосторничко здружение, Зоран Заев, Зоран Верушевски и Љупчо Палевски Палчо, кој што во моментов се суди за она грозоморно убиство на малечката Вања и на постариот господин Панчев. И предлагам да го прочитате тоа што го напиша колегата Геровски, бидејќи навистина фрла ново светло врз некои работи кои што чинам сите мислевме дека се веќе доволно познати. Но, редовно зборуваме за она што се случува во центарот на државата, во Скопје и за меѓународна политика, за висока политика и така натаму. Вечерва ќе се обидеме да се свртиме кон вториот по важност град во Македонија, кон Битола. Моето лично искуство со Битола не е кој знае колку големо, морам да признам. Како дете најмногу ја доживував како ривалски град на Скопје на фудбалските надпревари меѓу Вардар и Пелистер, ривалитетот меѓу комитите и ичкембарите. Требаше време по тоа да дознам за Хераклеа, за Широк Сокак и сите убавени што ги носи овој град, за специфичниот однос на битолчани кон својот град, за нивниот локал патриотизам, за интересниот начин на кој што ги изговараат зборовите и така натаму. Но Битола се соочува со своји собствени проблеми и со свој собствен напредок, кој што оди по некој логичен редослед, и за да доживееме и ние самите што точно се случува во овој град, вечерва одлучив да го поменам, да го поканам во мојата емисија градоначалникот на Битола, имено господинот Тони Коњановски. Добра вечер. Добро вечер и благодарам за поканата и можноста да бидам на вашиот медиум, на Алфа телевизија. Секако во ова изобилие на вести кој го кажавте, Драган, се надевам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите со интересни теми и сето она што се случува во градот од кој доаѓам. Апсолутно, затоа што Битола е Македонија. По многу нешта и само злобник би рекол дека не го интересира тоа што се случува во овој град под Пелистер. Морам да ве прашам, вие како општина, вие сте во општината веќе 3,5 години, така како градоначалник. Поминувате секакви работи, неспорно е. Денеска разговарав со повеќе луѓе кои што живеат во Битола или се на ваков или онаков начин поврзани со Битола. Ме интересираше што ќе кажат, бидејќи еве ние објективно и во Скопје не знаеме толку многу што се случува. Веста која што ја објавивте и вие самиот е дека
Општина Битола со 30 нови проекти аплицира на новиот владин повик. Тоа е новиот владин повик за средства кои што доаѓаат од оној така наречен унгарски кредит. Тоа значи дека вие веќе сте добиле одредени средства, сте ги искористиле за проекти и сега веќе 30 нови проекти понудувате. Да, благодарам за прашањето, Драган. Точно во изминатата година, се нормално како и многу други општини, правивме интерес и аплициравме со 16 проекти, можам да кажам најголем број на проекти од повеќето градови колку што сум информиран. Тоа беа проекти на првиот повик од подпрограмата за реконструкција инфраструктура АА. Према кон министерствата постои методологија на пресметување, колку е она буџетска рамка таа рамка која го овозможува тој кредит или дел од тој кредит. Според таа проценка, според таа анализа, по 44 евра тогаш беа предвидени, велам минатата година, ако заеме дека општина Битола на последниот попис има 85.164 жители, тоа е некоја сума од 230 милиони денари, која со нашите ние проекти ја надминавме таа рамка, дојдовме до бројката од 270, кои ги надокнадивме со сопствени средства од општината. Добро. Се работи за 16 проекти од најголем дел, 13 од нив од делот на инфраструктурата. Меѓутоа, тука има и проекти од делот на спортот, од делот на образованието, така да освен реконструкција темелна, комплетна на улици, водоводни инсталации, фекална и атмосферска канализација, значи со тој проект се веќе изработени десетици километри од инфраструктура во тој дел на реконструкцијата на улици и патишта. Освен тоа, овој проект офаќаше и реконструкција на јужната трибина до оформување на јужната трибина на стадионот Петар Милошевски. Тоа е во фаза на, пошто првичниот тендер не успеа, се надевам дека ќе ја добиеме сега на овој повик. И една реконструкција имаме на фасада која почна деновиве со реконструкција на основно училиште, енергетски ефикасна фасада на основното училиште Стив Наумов, кој пак по новиот повик аплицираме со спортска сала. Тоа е за претходниот повик. Скоро, велам, освен два проекти на кои се повтори аукцијата, односно тендерската постапка, сите други се веќе во фаза на реализација. И сега веќе аплицирате со нови, но морам да ве прашам тука. Реков дека разговарав со луѓе подготвувајќи се за оваа емисија, ме рекоа вака. Во овој момент во Битола навистина нарекува на едно големо градилиште, некои тоа го поздравуваат, некои велат, аман човек не знае каде да се сврти, се некаде некаква дупка, се нешто изградено, па недоизградено. Мора така, ако не се лажам и топлификација, која што не е ваш проект, туку е на државата, предпоставувам, во исто време гради, и сега се наоѓаме во една ситуација во која што во градот делува малку хаотично. Дали сум во права? Да кажете ми, не сум бил во последно време, па не можам да тврдам. Да, сите мои гостувања или излагање кои ги имам, јас често користам прилика и да се извинам на граѓаните за можеби потешкотиите кои ваквиот инфраструктурен бум кој морам да кажам трае од самиот почеток на мандатот. Некои прашуваат па дали сте во кампања или кога почнува, се извинувам, кампањата. Кампањата е за мене почната од првиот ден и не е завршена до крајот на мојот мандат. Секој ден е буквално на градилиште и секој ден нешто се гради. Точно е, се поклопија неколку работи. Еден од проектите кои во моментот се изведува, зборувам за капитална инвестиција, тоа е топлификација на општина Битола, проект вреден 46 милиони евра по првичните, меѓутоа излеќа надмени и 50 милиони евра. Се работи за поставување на инфраструктура или цевковод од рек Битола за користење на топлата енергија, од рек Битола до градот и дистрибутивна мрежа, топлинска дистрибутивна мрежа од 15 на километри. Така да во два крака ќе бидат офатени, и тоа е пред завршување, морам да кажам на задоволство на сите, оваа фаза на овој проект ќе бидат офатени 36 јавни објекти, кои ќе бидат
топлифицирани, да кажам, во оваа фаза ќе ја користат топлотната енергија која Кога велите јавни објекти, тоа се однесува конкретно на и на државни и на, значи тоа се и училишта, училишта, болници, болница, судска, општинската зграда, сите објекти кои на тие две траси се од јавен интерес и кои досега користеле фосилни горива, дали е тоа нафта или е мазут или така натаму. Тоа не можам, тоа секако претпоставувате што би значило во делот на екологијата и заштитата на животната средина, тоа ќе го намали проблемот кој го имаме како секој град, така и Битола. И значи многу велам, проектот е на ЕСАМА, фактички на АД ЕСАМА и со кредит од КФВ банка. Морам да напоменам дека овој проект од негде 2016 година, ако не се лажам. Тоа беше зборот, што се случуваше до сега за 9 години требаше да биде направен. Тоа требаше да биде направен. Проектот беше, ајде да кажам, ставен под тепих во една изјава еден поранешен директор на РЕК кој не е поддржавал повеќе. Добро претпоставуваме. Со специфичен прекар. Со специфичен прекар. На говорница тогаш кажа дека на Битола не му треба два скапи автомобили, алудирајќи на гасификацијата, која требаше да навлезе во градот, уште ја нема, и топлификацијата. Така да ова фаза, овој проект како скап и неодржлив и проект кој нема да биде од корист на граѓаните беше отворен настрана 4 години од владењето на локалната самоуправа, ништо за тој проект не се знаеше, за да пред парламентарните избори наеднаш се појави, претпоставам дека се тука и како да кажам потегањето на уши, ако можам така за уши да го наречам, од луѓето кои инвестирале во тој проект и од кој е земен кредитот, па сега на задоволство на сите со добар оператор кој морам да кажам ги изведува работите со голема брзина. Се изведуваат овие активности и тоа на задоволство на граѓаните. Останува да се во втората фаза да се направи станица за дотоплување на самиот влез од Битола, на потегот меѓу реки Битола, да се поврзи со енергетичарите, тоа знаат добро, со системот како би ја користел тоа се технички спецификации. Во секој случај тој проект се поклопува со она што ние вие сега го правите како општина. Како општини. Или дали се тоа со средства од наши општински средства, од буџетот на општина Битола, или се дел од владиниве проекти. Така да градот е едно големо градилиште, во многу делови се преклопуваме, има мала нервоза кај. Тоа сакав да го кажам, можете да кажете, нормално не можете точно, отприлика временски оквирно како што се вели, кога тој условно кажано хаос ќе подзаврши, ќе се расчистат работите, ќе добиеме проекти и тоа е тоа. Ни средбите со раководството на топлификација, кажано е дека се до великденскиве празници сите отворени копови, места каде што е поставена тој цевковод ќе бидат затворени, така да со тој дел ќе завршиме приказната, останува спојувањето, останува доработката и така натаму на што го кажавте. Меѓутоа ние продолжуваме со нашите проекти кои ги имаме. Едва и чекавме сезонава да овозможи да се работи на терен и во моментот можам да ви кажам дека на 10 локации се работи истовремено. Тоа не е малку. Тоа е затоа велам градот е на огромно градилиште, меѓутоа на граѓаните во секоја прилика кажувам се извинувам, меѓутоа сите знаеме ќе се исплати. Без да се нешто растури, не можете да го реконструирате, да го поправите или да изградите нешто ново. Таква е специфична структурата на градот, тесна градска архитектура, ние немаме простор за огромни нови булевари, меѓутоа на задоволство на граѓаните после 50 години како што топлификацијава дочекавме, ќе дочекаме и влез на Битола од овој пат од страната на Прилеп или Скопје, ако сакате. И исто така голем проект кој ќе се работи во две фази. За обиколницата истовремено се прави така наречена во индустријска улица или улица Бурса, која ќе биде една заобиколница да го растеретиме сообраќајот од централното градско подрачје и уште на 7-8 локации кои веќе според нашиот план и програм, така да нема да има застои воопшто, дали ќе има избори или не, воопшто не е битно, ние си ја тераме нашата програма. Тоа што сте зацртале дека треба да се направи, јас верувам дека битолчани ќе имаат разбирање ако сето тоа даде
резултат. Ако го оставите вака, тоа е нешто друго. Сега да влеземе малку и во потешки теми, условно кажано, иако секоја тема е специфична. Да бидеме реални, вие сте како градоначалник често на мета на критики, колку што успеам да видам во советот на градот, има замерки за оваа зона. Една работа што ја видов е дека Битола е презадолжена. Сега, Битола е презадолжена, вака ова, како го кажувам, како од ракав, меѓутоа, ако разбрав добро, Битола не е презадолжена. Задолжени се одредени јавни предпријатија, што малку се разликува фактичката состојба. Но сепак, точно. Ако дозволите само со уште една реченица, со што ја почнавме и темата, деновиве аплицираме до крајот на овој месец, само да довршам со тоа, на вториот повик со 30 на проекти. Рамката која имаме е, како да ви кажам, огромни 11,5 милиони евра, 707 милиони денари. Тоа е рамката во која ќе се движат нашите проекти, и тоа не се средства, ме прашавте, кои најнаш ќе се истурат во општината, него по завршени позиции. Меѓутоа, за сето тоа е битно да имате квалитетен тим кој ќе ги подготви, кој ќе ги аплицира тие проекти со готово решение за градба. Така значи не може со врскиот тип од градоначалникот се знае со премиерот. Апсолутно, и сите општини сме равноправни во тоа, секој си има буџетска рамка во однос на она што е, велам, по глава на жител. Во оваа ситуација годишниот е 135 евра по жител, по глава жител, и ако ја поредите, помножите таа бројка со 85.164, добивате таа рамка од 11,5 милиони. Спремни сме, инфраструктурни се дел од проекти, дел се паркинг простори, дел се нови 10 спортски игралишта кои ќе ги реконструираме. Значи, делуваме во делот на спортот, 3 нови спортски сали, училишни. Многу полагаме во училишниот спорт и задоволството на децава да ги вратиме младите на спортот, на спортските терени и во игралиштата. Толку за тоа. Да се вратиме на вашето прашање. Да, деновиве имавме и седница на советот каде што се разгледува завршните сметки на локалните предпријатија. Нормално, опозиција како опозиција го користи секој момент да нападне. Добро, тоа не е спорно. Спорно би било дали е точно дека е Битола заглавена. Не е така, секако дека не е така. Прво да кажам дека општина Битола во ниеден момент не била заглавена, во ниеден момент не должи. Секогаш нејзината сметка буџетска била полна. Стартувавме годината онај проектиран буџет кој ги имаше на фактички кој го планираме за оваа година со енормни над 2 милиарди денари, од кој оперативниот дел е 1 милиарда и 100 милиони денари. Колку е тоа во евра? Од кој 41% ќе се за капитални инвестиции. Тоа е 35-40 милиони. Значи, Битола има сериозни пари. Ова е без она што го добиваме екстра од овој проект што го зборуваме, да. Значи Битола е секогаш да речам во водечките, во собирањето и во собирањето на средствата, даноците, се тоа што треба да си го собере како општина. И тоа функционира добро? Функционира добро со онај тим луѓе кои го имаме. Гледаме максимумот да го испочитуваме, да не навлегуваме со политики во работењето со потенцијалот човечки кој онака е оскуден во сите општини, и во делот на јавната администрација, и во делот на оперативата кај јавните предпријатија. Да се вратам на нив, имаме зголемен обем на работа во сите јавни предпријатија, имаме одлична реализација на општинскиот буџет во делот на капитални инвестиции. Зошто го поврзувам тоа со јавните предпријатија? Добро. Зошто според делот законот за јавни набавки, со тој член 24, каде ексклузивитет можете да дадете на јавно предпријатие да ги извршува работите, со тоа фактички јавното предпријатие водовод, јавното предпријатие нискоградба, ги помагаме во нивното работење, така да дел од проектите кои се дали се работи за владините или зона што го имаме според нашата програма за работа, ги извршуваат јавните предпријатија. Така да тие никогаш не дошле да бидат оставени вработените без плата, да се големи должници. Сето е тоа тековно одржување. Иако по дефиниција се загубари. Да, бидеме реални. По дефиниција загубари. Што придонесе, што доведува до тоа? Намален е број на вработените.
во делот од еден од податоците кои имаме. На една Старостната седница, структура, извинувам што да. прекинувам, една седница забележав дека покажувавте графикони Да, некои. да. Сега гледам дека имате Да, графикони со вас, ако мислите носам дека истите. треба да покажете слободно, ако Так. вас ви значи во целата приказна. Јасно, само да кажам дека зголемените цени на енергенси, струја, сето она што е импакт во работата на јавните предпријатија, непроменетите ценовници. Ценовникот на услуги во некои јавни предпријатија, во пример јавното предпријатие комуналици, е 30 години непроменети комунални Исте услуги. цело време. Истата цена е. Тоа се смешни цени кои не даваат Па сега за развој. 30 години- Сега дел можевме, дел не можевме со локалната, со советот да се ускладиме во тоа. Без кредитни задолжувања се јавните предпријатија и велам она што е битно, реализација е огромна на делот на капитални инвестиции. Јас еве донесов дел од тие графикони, интересни беа за медиумите. Еве за неколку само за најкарактеристичните јавни предпријатија. Бројот на вработени во сите јавни предпријатија кои се под ингеренции на локалната самоуправа, а имаме доста, 7-8 јавни предпријатија се. Едно од тие водовод кој беше често спомнувано, бројот на вработени 223. Во минатата Она општинска власт, што сме го добиле, бројот е намален 199. Сегде е тоа така во секој јавно предпријатие. Добро. Платите на вработените се зголемиле по основ на она повеќе кратно зголемување на плати, што е нормално и што сите го посакуваме со владините одлуки за зголемување на основната, на минималната плата. Тоа се почитува. Тоа се почитува апсолутно во сите. Од 107 милиони, колку била платата, сега е 148 милиони. Значи, Добро. по основ само на овие работи имате вие веќе генерирате загуби. Едни од карактеристиките кои ги споменав и анализирајќи ги податоците кои ги добивме, се трошаџиската политика која можам да кажам ја имале, например во делот на ресторански услуги. Немојте тоа. Речи си по правило кај нас тоа значи дека некој многу трошел. Многу трошел, еве ќе покажат податоците. Можете да свртите на камерата, во периодот 17-21, 2 милиони, 2,5 скоро милиони денари. Сега во овој период, еве 3,5 години, скоро на истекот на мандатот, не цел 1 милион. Добро. Адвокатски услуги, една од фрапантните бројки кои ги видовме, значи се делеле адвокатски услуги. Во периодот од изминатите 4 години на мандатот, 8 милиони 757, сега е 2 милиони 660. И добро, како обяснувате оваа разлика од 4 пати? Тоа се давале паушали без извршена работа, сега е тоа многу поинаку. Ајде речеме дека биле гладни во општината, сега вак се шегуваме малку, меѓутоа со адвокатите 4 пати повеќе. Са видете, повторно велам, постојат органи кои тоа треба да го анализираат. Имено. Ние гледаме, буквално знаејќи ситуацијата каква е и во државата и она што го затекнавме во јавните предпријатија, гледавме да го стегнеме ременот максимално колку што можеме да функционираат јавните предпријатија. Другото предпријатие Нискоградба 137, 148 вработени сме затекнале, 137 повторно имате намалување. Сега има намалување во секој веројатно. Плати на вработените од во Нискоградба од 62 милиони на 85 милиони денари. Сега овака колку што гледаме стандардно, се намалува бројот на вработените, се зголемуваат вкупниот број на трошоците за пари, а од друга страна се намалува бројот на непродуктивни трошоци, оние што ги нарекуваме, адвокатски услуги, не знам. Добро се храниле, 263.000 сега во овој период према 1.600.000. Ова веќе е огромна разлика. Огромни. Колку е па 8 пати поголема. Математика ми е слаба. Значи има работи кои кога ќе ги критикувате, треба да бидете свесни што па сега оваа разлика е толку евидентна што јас не сакам да се поведувам на тие алиби политики, адвокатските услуги исто сега се намалени 700.000 со 170.000. Со 170.000. Вработените во комуналец, третото предпријатие може да е едно од најкарактеристичните. Имам за тамо прашања, добро? 270 со 300. Со 300 вработени сме ги затекнале. Дел од ова што не е вработени, прашате зошто не се вработени делот, се извинувам, плановите за вработување беа и стопирани во советот на општина Битола, во кој немате мнозинство, ако некој тоа не го знае. Да, еве ги платите на вработените од 105 милиони скокнали на 170. По основ на зголемување на платата, она што мора да го исплаќате на работниците. Платите секако треба да одат нагоре.
Меѓутоа услугите и она што цените на услугите останали исти, исто и ресторански услуги во Комуналец, овде е можда најкарактеристично 1 милион И према 200, 10. 120.000, овдека 10 10, милиони, 10 овде се јадел. Овде се јадел. Се извинувам што се смеам, меѓутоа на вистина делува меѓутоа знаете како, малку е дегутантно, вака ако зборуваме за храна, дегутантно е, морам да некој го признам. критикувате, треба и на вистина да се свртите према себе, што е она што сте го работеле и што е она што сте го правеле, така да се трудиме со цел напор да имаат континуитет во работата јавните предпријатија и велам, општината е во одлична состојба. Помошта владина, она што го дава, никогаш не била толкава, нити една општина немала онаква инјекција економска како што ја имаме општиниве во овој период. Јас се надам тоа ќе продолжи, тоа значи многу добробит на граѓаните, зашто сепак во контакт со граѓаните најмногу сме ние. Добре. Околу Комуналец, реков имам прашање. Излезе информација пред неколку дена, ако не се лажам, од советник, веројатно е советник во општина Битола, поточно тоа беа прашања на седница отворено, дека за тоа фамозно прифатилиште за кучиња, така, се трошат енормни пари за како да кажам, за работи кои што навистина делуваат така чудно, не знам. Велат се ранат кучиња за 60.000 евра. Да не ги раните со аспаруга велоти, со манго и со папаја, ова ни јас не сум го пробал искрено да ви кажам. Или не знам за шинтери, не знам колку пари, четки, метларки и така натаму. Што се случува всушност со тоа прифатилиште во Комуналец и што е со овие пари што се спомнуваат? Видете, тоа е еден од подобрите, ако може да се наречи, проекти, зашто е тоа и една законска обврска која дел од општините имаат. Ние со самото доаѓање, интересен е фактот што советникот кој го постави тоа на говорница, сакајќи да бидете интересен, е дел од таа советничка група и коалиција. Ајде да кажам условно и да признам проектот, иницијативата беше и нивна да се направи такво малку збунува сега, но добро. Приватилиште, меѓутоа сето она што беше добро и тоа го кажавме порано, ние одиме со континуитет во работите. Сето што беше добро се прифаќа, проектите се подржуваат, се работат и сето она што било која советничка група го дава, ако се договориме и ќе влезе во програмата. Добро. Така беше и со ова прифатилиште, кое на задоволство велам и на граѓаните и се надевам ќе го реши проблемот. Видете, проблемот во државава со енормниот број на кучиња скитници, апсолутно. Да, кучиња скитници. Прашате во Скопје, ги има колку сакате. Се огромен број, штетите кои се плаќаат од каснувања се огромни, астрономски и ако сакаме да воведеме некаков систем, тоа е навистина воспоставен систем на организиран пристап и воспоставен систем за хуман третман за бездомни куќа. Едно од тоа е прифатилиште за бездомни животни, кое е во склоп на јавното предпријатие Комуналец, го нарековме Хачико, понапознато Куче глумец од филмот, познат. Во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство ни треба цели добри 2 години точно да испочитуваме регулативата, стандардите кои се предвидени за тоа и во овој момент прифатилиштето има капацитет од може да вдоми, да речам во моментот 55 кучиња, што е многу повеќе од некои кои имаат регионални прифатилишта, ми се чини Велес беше или ако не се лажам. Знам за Лајка тука. Уствари Вардарскиот регион кој има 35 легла, да речем, за прифатилишта за делува на 8 општини. Ова е наше локално прифатилиште. Јавното предпријатие и прифатилиштето има склучено договори за услуги со 5 ветеринарни клиники кои фактички го спроведуваат она што е европска пракса и законот што го налага и кај нас. Стерилизација, заловување, како оди тоа? Залови, стерилизирај, вакцинирај, удоми, доколку е можено, доми и врати во средината од каде што е се ставаат оние жолтине маркици. Значи принципот е тој. Па добро, ги раните ли со папаја и со манго како што треба? Нема вистина во тоа. Еве, јас не сум пробал, ме интересира толку ли сте богати во Битола да ги раните кучињата со екзотични овошја. Извадено од контекст, точно рамката во јавната набавка е таа која е кажана 60.000 евра, меѓутоа фактот покажува дека од кога работи Советилиштево, почна да работи во октомври 2024 до сега се потрошени некои 1500 евра.
Тоа значи дека овие пари се вкупно тие таа предвидени рамкова, значи видите првпат се соочуваме со ваквата како да ја наречам проблематика која ја имаат сите градови. Можеби не искуството ја зголемило рамката, меѓутоа знаете, во сите јавни набавки имаме рамковни набавки, кои не значи дека целата сума која таму ќе се искористи. На вистински ќе се потроши, во целина ќе се, затоа велам сумата која е досега 1500 евра и таа нема доди повеќе од 3-4 000. Значи нема. Добро, другиве ставки што ги направува господинот, сега да не ги бројам сите поред, меѓутоа се спомнуваат, не знам, еве реков за шинтери 3 милиони и 500.000, претпоставам дека тоа се платите на луѓето. Сега да не ги зборам сите, не знам, четка метларка, што и да значи ова, резервни делови. Да. А видите, прифатилиштето за бездомни животни Хачико има 8 вработени и дел од трошоците кои се таму се со субвенција од општина Битола, со одлука на Совет доделени се 10 милиони денари за екзистирање и за функционирање на тоа прифатилиште, и тоа е факта, значи апсолутно не се работи ни за енормни суми на плати, нити за некакво трошење таму, пошто е апсолутно имаме контрола над сето она што се прави. Впрочем, секој може тоа да го провери, советниците имаат отворена врата. Па претпоставувам дека е тоа така, затоа сега овие вакви цифри отворени се и вратите и на институции кои треба да го гонат евентуалните злоупотреби, така да камиони, нешто, масла, антифриз и така натаму. Тоа е за јавното предпријатие. Што значи коритото да ни го вратите? Не ми е јасно. Коритото на реката се претпоставува. Не. Едно од изумите на се навлегуваме, да речам. Ако е нешто специфично, добро, едно од изумите на советникот кој го кажа ова и со наговорница и за кучињата беше како старите камиони кои ги поседуваат сите јавни предпријатија, ѓубретарките, така наречени јавните предпријатија од комунална сметларки, тоа е тоа. Она цело што е реакција на секојдневно, да речам, или во летните периоди, дека тие капат и течат и така натаму, дека се стари, тој смисли еден изум да се постави некакво си корито кое апсолутно не можеше да помини ни на АТЕС, и тука беа замерките и да не го вратите коритото, зашто самиот го постави тоа корито без одобрување на предпријатието. Ова е веќе целосно некоја тоа е некоја приказна која не е. Да, и е некако интерен муабет, ако така можам да го кажам. Значи вие велите дека во принцип лесно е да се провери колку се трошат парите, на кој начин, дали сето тоа е поддржано, оправдано и така натаму, дека овие тврдења на господинот сепак не се баш толку вистинити. Само да докажам точно, се општина Битола, морам да кажам дека е на врвот во делот на транспарентност, и тоа од граѓански сектор кој ги проверувал, кој ги анализирал овие податоци. Во многу наврати сме биле на врвот од таа листа во делот на транспарентност и на буџетското работење. Така да нема дилеми дека ништо не е скриено, ништо нити може да нити треба да се скрие, и во делот на транспарентност и отчетност сме навистина на врвот на општините. Има уште едно многу важно прашање, ќе го почекам до крајот на емисијата, ќе ви го поставам, затоа што несомнено на сите во Битола и не само во Битола многу им значи, но сакам да ја прашам каква е состојбата во Битола. Ние многу разговараме за прашањето за имиграцијата на нашите луѓе. Битола е позната за жал како имигрантски крај, од каде што уште пред стотини и повеќе години луѓето оделе. Сега ситуацијата каква е? Точно е, Битола е емигрантски, да речам, регион кој се одело јабана, така беше. Така, уште од 70-тите години, можеби и нешто порано. Првично во прекоокеанските земји, Австралија, Америка биле тие дестинации, за да во денешни денови, како и секаде, се променат ситуациите и за жал младите се повеќе одат во европските земји, Германија, Белгија и така натаму, она што е дел од Европа. Меѓутоа имаме еден интересен феномен, иако е како и сегде намален бројот на жителите, Битола се уште живее. И то живее, може да се каже, интензивно во секој дел од општественото живење. После COVID ситуацијата имаме масовен прилив во текот на летните месеци, секако најмногу, на нашата диаспора.
Ние се радуваме на тоа. Се поголем број од нашите сограѓани, посебно од далечните континенти Австралија и Америка, за летните месеци, по неколку месеци проведуваат кај своите блиски, изнајмуваат станови, купуваат станови, реновираат и сепак и даваат импакт во економијата и во живењето на градот. Освен тоа, огромна е туристичката посетеност на Битола. Во Битола има што да се види објективно. Па има, ако земете во делот на историјата, имате неколку факти за кои можете да се врзете и да направите приказна. Ние пред 2 дена имавме промоција на фактички еден проект за живување на Пелистер во соработка со факултетот за туризам, еден проект, една туристичка агенда која треба да даде смерници за развојот на Пелистер и подпелистерието и во зимските услови и за зимско и за летниот. Па добро, Пелистер е така да позната зимска не сум дестинација. задоволен и не никој со она што ги нуди можностите, она што го искористуваме. Велам неколку приказни се врзуваат тука за Битола, да ја спомнам само Хераклеја, која ни е на само 2-3 Ја спомнав и јас на почетокот, Хераклеја е богатство од А категорија, не мислам. Така и како што вели големиот Горан Стефановски, покојниот, Вија Игнација ни врви под самиот нос на прагот од нашите дворови и куќи. Тука е огромната трагедија и големиот екзодус кој го имала Битола за време на Балканските, особено Првата светска војна, како еден од после Верден најбомбардираните градови. Навистина, после не сме знали ова информација, иако сум историчар, дека знам дека е разрушена речиси целосно Битола, но не знаев дека период толку интензивно било. Повеќе месечно бомбардирање и имаме и добиено и звезда од фактички како знак на символ на почит, орден како втор град после Верден за поделот на бомбардирањето и Битола каде и да копнете, наоѓате нешто. Гранати, наоѓате делови од тие останати орудија од тој период на Првата светска војна. Битола се чествува примирието кое меѓу Франција и Германија, така да постојат оние гробишта историски кои ги одражуваат и Франција и Германија и Србија. Да. Доаѓаат нивните дипломати да ги одбележат тие празници. Тука се манаки, браќата не одминливи првите сниматели на Балкан. Сниматели. Само еден податок кој скоро го најдов, дека во историјата на Битола од периодот од 1300 и не знам која година, кога османлиите влегле во Битола, 7 султани го посетиле градот и за неговото историско и трговско значење нема сомнеш. Приказната со Кемал Ататурк е приказна која секој жител на Турција го остава без див, ја знае и е енормен број, секој ден по неколку автобуси минуваат низ Битола, меѓутоа она што ние треба да го направиме и уште повеќе да го промовираме е таа туристичка понуда која, морам да кажам, за жал не е на задоволително ниво и тоа треба апсолутно да работиме на тоа. Можеби сектор во општината размислуваме и на таа тема да се направи. Добро, да не забораваме дека границата со Грција е тука веднаш. Да. За Гевгелија заради границата со Грција живее. И тоа живее добро. Добро го спомнавте тоа, на само 15 на километри е границата, индустријската зона Жабени е во тој правец на 12 километри со големи инвестиции, Кромберт и Шубере тука со 5500 вработени во моментот и уште неколку други инвестиции. Секојдневна е комуникацијата меѓу границата, особено во периодот и на летните месеци и на зимската приказна која во делот на културата и културните манифестации. Сега се веќе се спремаме и за почетокот на сезоната на Битолското културно лето и Линденски денови, фестивалот Манаки и уште многу работи. Тоа ми е интересно. Битола, ова сега го зборувам како човек кој што е роден и живее во Скопје, мене секогаш ме воодушевува таа неопходност, таа потреба на битолчани за култура, да. Тоа е неверојатно нешто. Постојано во Битола има одличен театар, постојано има некакви фестивали, постојано нешто се случува и тоа е навистина за пофалба. Мислам, некои ќе речат
да не употребам погрешен збор, тамо се играат уметност, меѓутоа не е така, овде ка збориме за вистински квалитет, кој што е препознаен и надвор често пати. Не е така, често бевме и обвинуваме дека издвојуваме доста за култура, издвојуваме многу уште повеќе за спортот во делот на културата. Велам, прво имате публика, градот живее за културни настани, има публика, битолчени се луѓе кои знаат тоа да го оценат и ние со задоволство правиме спектакуларни навистина настани кои земите и од фестивалските традиционални манифестации до овие летни фестивали кои се од типот на битолското културно лето и зимската прикозна кои се енормно посетени и од диаспората, меѓутоа и од сите околни градови. Би сакал за спортот неколку зборови, доколку... Слободно, Пелистер се враќа ли во игра? Јас навистина не знам. Сега гледам нешто со Вардар се измачува, а тамо не знам што се случува. Пелистер до порано пратев повеќе. Сега како бе Пелистер? Пелистер се враќа во игра, но жестоко дерби имавме професионално на фудбалски терен, на стадионот кој е веќе реновиран е во сјај. По Тумбе кафе, по така? Тумбе кафе веќе и ноќни утакмици се одржуваат. Значи Битола како ни еден град во Републикава, во државата, во Република Македонија, има 3 професионални тимови кои се надпреваруваат во првата лига. Значи фудбалскиот тим Пелистер, Еврофарм Пелистер во ракометот, со кој имаме одлична агенда со Еврофарм, одлична спортска агенда која заедно ја фактички ја практикуваме. Во делот на кошарката исто така се надпреваруваат во првата лига, во лигата на шампионите ракометот се вратам, скоро имавме утакмици. Битола беше ракометен град. Да, реално. во саботата или неделата беше са пред ден-два, Алкалуит ни гостуваше, Битола победи, Пелистер победи, го очекуваме Вардар се во наредното, така да има доста и најново на што е кошарката е во првата лига, 3 велам професионални клубови, тешко е да го издржите и сето тоа спонзорирате кои се во собственост на градот. Одскоро и одбојката, женската одбојка влезе повторно во првата лига, така да не знам град друг во Македонија кој има 4 прволигаши. Одлична информација. Сега доаѓаме и до последното веројатно прашање за вечерва и меѓутоа многу важно, фамозната депонија. Всушност да објасниме, депонијата воопшто не е во Битола, туку во Новаци. Новаци си е општина посебна, иако е во близина на Битола. Повторно има многу расправи, критики. Гледам дел од советниците велат не ни треба депонија во Битола, затоа што во Битола ќе ни носат смет од, не знам, од 18 општини беше, или така, да, дека сето тоа е опасно, дека и така сме загадени од рек, па сега уште и ова ни треба. Вака како граѓанин, јас би рекол, па добро, прашањава се многу легитимни. Меѓутоа, каква е реалноста ме интересира од прва лице што се вели? Јас, видете, од една страна ги разбирам вознемиреноста на јавноста. Зборувам, значи, и како градоначелник, и како обичен граѓанин. Па и вие живеете таму, се движи меѓу тие луѓе и кој го чувствува гласот на народот. Меѓутоа зборувам и како родител, ако сакате, зборувам и како лекар. Мојата специјалност е во делот на јавното здравје. Тоа е област која директно ги чувствува таа етиологија, причините, последичните врски на она сето што представува, што би се рекло, загадување. Почнувајќи од водата, почвата, воздухот и така натаму. Така да таа проблематика ми е доста позната и човек сум кој сака да ја почитува науката и она што науката го зборува во тој дел. Да појаснам два термини кои често ги мешаме. Во моментов, она што го имаме во државава, комплетно на целата територија, е неорганизиран или немањен систем, зборот систем често го практикуваме овие делови од настаните трагичните во Кочани наваму, непостоење систем или постоење ѓубришта. Она што во моментот го имаме на територијата на општина Новаци, зборувам, ние нарекуваме депонијата, кој по ниеден критериум не е депонија. Не е депонија, туку е ѓубриште, добро? Ѓубриште во кој има, како да кажеме, полуорганизиран систем на собирање на отпад, она што го носиме општината Битола, општината Новаци, таму го депонираме, без никаква, претходно може да се каже, селекција. А од друга страна,
она што треба да го добиеме, она што го има Европа, она што го има светот и не постои друга алтернатива и друг начин, е организиран систем за справување со тврд отпад или организиран регионален систем во даденава ситуација на справување со. Од кој што депонијата е само еден дел, многу тоа не го разликуваат. Точно. Така. Многу добро го кажавте тоа. Депонијата е само еден дел од тој систем. Тој систем опфаќа начин на примарна селекција, она што треба ние да го правиме во нашите домови, собирање во неколку контейнери, начинот на транспорт адекватен, не она што сега го имаме со тие камиони кои сега ги имаме сите општини, застарен потполно возен парк, она што треба да бидат транспортни или прифатни станици во кои тој ќе се компримира, ќе се дообработува, доселектира, се до начинот на депонирање на депонија. Да појаснам, депонијата која треба да се заработи прво за државен проект кој не е од вчера, проект кој е уназад можам да кажам од можеби 2016-17 тие активности согласно велам критериумите европски, зашто утре по игра на случај да влеземе во Европската унија на која секако ние целиме. Наредниот ден таа депонија ќе биде депонија, затворена. Значи зборуваме за проект европски, зборуваме за средства кои владата ги зела од Европската банка за обнова и развој во вредност од 55 милиони евра, за кои за југозападниот и пелагонискиот регион кои се споени во овој дел, ќе кажам и зошто, изнесуваат негде над 30 и кои треба да го обезбедат цел тој систем на тој систем на ќе го речам на депонии и регионални центри фактички за управување со регионални центри за управување со отпад кои би биле 5 во државава. Од првичната замисла да бидат 8, колку што се и регионите, се сведува на 5 од причина што физибилити студијата која е работена од еминентни експерти кои се занимаваат со таа проблематика не само од земјава, туку и од странство, се доаѓа до ситуација дека ради економска исплатливост на еден таков организиран систем потребно ви е минимум 250.000 жители. Така. Не само територија по големина, него по жители. Ова што се прави и што би се правило во регионот на Битола, југозападниот, извинувам, пелагонискиот и југозападниот регион, тие 18 општини кои ги спомнавте, територија од некои 330-350.000 жители. Значи, дојде до спојување на пелагонискиот и југозападниот регион, на вардарскиот со југоисточниот регион, источниот со југоисточниот регион и две самостојни депонии кои, овие беа 3 што ги спомнав со спојување на регионите и една посебна, тоа е Полошкиот регион и Скопје. Така. И сега една од критиките што успеав да ги видам беше морали да ни носат на нас во Битола, во нашата депонија, нели во наводници од не знам тамо од каде, од најдалечните делови на овој регион што вие го спомнувате. Сега ова вака логично што го објаснувате е веројатно. Имаше многу, можеби повторно ќе речам, го разбирам потполно загриженоста на луѓето, можеби во дел се работи за повторно не во дел, него сигурно за неинформираност. Меѓутоа, велам, ние, иако се направени повеќе дебати на оваа тема, во изминативе повеќе години, да кажам дека оваа влада или оваа гарнитура и на градоначалници, и на ова решена е да ги реши проблемите. Мислам, се зафаќа со решавање на проблемите. Не можеме повеќе проблемите да ги ставаме... Што не е често многу популарно. Што не е често и не е популарно. Така. Кога зборував за систем, често употребуваниот збор, ние треба да се... Системот го правиме ние. Јас, вие, нашите семејства, сите сме системот. Нашите имавме цела една тема, цела една емисија речи си посветивме на тоа што е системот. Вашиот камерман, сите сме системот. Деца, да не се лажеме, не е системот некој имагинарна е. Не е имагинарен или некој што однадвор треба да ни го натури. Ние го градиме со нашето поведение, со нашата дисциплина. Така да во Битола воспоставивме или напраксме за воспоставување на систем на топлификација, организиран систем на топлификација, на што го кажав, пред изготвување сме завршување на проектот, затоа не стигнавме ни да поразговараме за прочистителната станица. Огромен проект, исто во вредност од над 40 милиони евра, ќе ви го образложам во кратки црти. Систем на собирање, регионален систем на собирање
и справување со отпад, сето тоа треба да го направиме за наше добро. Значи, вие сметате дека оваа депонија, ако ги задоволи стандардите, а мора да ги задоволи, бидејќи така стојат работите, нема да предизвика, не знам, загадувања, труења, не знам што, туку напротив, практично ќе оствари целта за која што е создадена. Да. А тоа е правилно селектирање и средување на отпадот во регионот. Точно. Она што го имаме, ѓубришта на секој страна. Што го има на за жал во цела Македонија. Сите така речишта, сите села, сите нон-стоп се трудиме со нашите јавни предпријатија да ги санираме депониите кои ни изникнуваат од час во час на нашите, да речам, улици, реки, долови и така натаму. Ова што сега треба да го имаме е тоа, убеден сум дека не постои друг начин на, ако се тоа, дилемата е дали тоа ќе се спроведе како што треба. Да не се лажеме, тоа е дилемата. Целиот процес е, повторно реков, со кредит во кој владата се задолжува кај Европската банка за обнова и развој. Тоа не е банка која така ги шаком и капом ги дава, како што некој мисли, која е повторно мониторирана од Bank Watch. Со не знам колку физибилити студии кои се направени за да се избери локација. Локацијата е избрана, тоа е во една од коповите на рек Битола, подрачје кое е сега девастирано потполно, неупотребливо, ни за земјоделие, тоа е буквално подрачје уништено, тоа е еден од коповите, кое треба да биде обложено со пола метар до метар јаглен, глинана подлога. Добро. Која ќе овозможи непропусливост понатаму, со дополнителни заштити од посебни платна, со систем на одводнување на сите оние води кои се црнираат, кои пропаѓаат и сега на постоечково ѓубриште не знаеме ни кај одат и што загадуваат, со собствена прочистителна станица, со систем на, како да го кажам, контрола на гасовите кои се ствараат по природен пат на трулежни процеси, кои во иднина и ќе се користат, метање и така натаму. Сето тоа што денес го немаме и она што го гледаме, само запалување на депониите. Сите депонии во држава ни горат. Тоа во Скопје можеме да го видиме, за жал, често. Да не зборувам сликите кои се од депонијата Мегленци или оние кои сме имале прилика да одиме таму, тоа е велам небезбедна, неорганизирана, иако стопанисува јавното предпријатие и колку што може со двајца, тројца го одржува тоа, животни домашни се затекнати на тие површини. Пред нецели 2-3 недели гранати беа откриени од некој. Што ги има тоа што објаснувавте, така е, да. Така да убеден сум дека мора нешто да направиме заедничко за нашите деца и ќе дадам се од себе да ги убедиме и граѓаните дека овој процес не е дека некој ни го наметнал, дека некој ни го натурил, ова е за наше добро. Корисен така. Ова е нашата иднина и мораме еднаш да ставиме крај, велам. Избрани сме да носиме храбри одлуки, избрани сме да градиме, да реконструираме, да правиме, зашто спротивното од тоа да седите ништо да не работите, нема и да погрешите веројатно ако ништо не работите. Веќе сме го виделе, нема ни да потрошите ништо. Веќе сме го виделе во неколку наврати, така што кај некои минати гарнитури. Добро за пречистителната станица што ја спомнавте, слободно. Да, тоа е еден исто проект кој исто години беше подтурнуван во 3 наврати. Проектот од 2014 година, велам проект вреден од над 40 милиони евра. Тоа е ИПА-2, од ИПА-2 програмата. Се работи за систем на прочистителна станица, фабрика да ја преведам за прочистување на отпадните води со колекторски систем кој ќе ги собира отпадните води и ќе ги прочистува од подпелистеријето и од неколку други големи населби од околината на Битола. Значи со тоа петтиот канал кој сите го знаат и кај минува и како минува во делот на Палагонија, реките кои се во неговата близина ќе бидат ќе имаат вода во која ќе можат луѓето и риби да ловат. Така да се работи за огромен мега проект и тоа е она на што треба да се радуваме и да се гордееме. Никогаш Битола немала толку два големи проекти. Ќе добиеме, се надевам, во трет обид, зашто веќе изборот е завршен за изведувач на градбата на прочистителната станица. Предрешавање во делот на изградбата на колекторскиот систем и се работи сега на евалуација, фактички на постапка за избор на надзор. Доколку тоа се заврши во трет обид,
велам, тоа е повторно централна тема, тоа е државен проект кој треба да го конечно да го види светлото на денот и да го добиеме она што како европјани и како граѓани на Европа треба да го имаме, а факт е дека сме можда повеќе според историјата повеќе од многу други. Сосема за крај, сега е април, изборите се во октомври, размислувате за нов мандат? Односно да излезете на избори за нов мандат, разбира. Насочен сум максимално кон она, велам, во целиот период, буквално денот ми е малку да се сработи, како и впрочем и на другите градоначалници, на она што сме се нафатиле, што сме го ветиле, гледаме да исполниме максимум од таа програма. Во тек се сите тие постапки, оставам и на граѓаните, и на јавноста, и самиот јас. Јас гледам да ја довршам работата за која сум се нафатил. А потоа само ќе се каже пред самото тоа ќе си дојде можеби самото по себе. Да останеме само доследни, да останеме чисти и со добра мисла во на што го работиме, максимално посветени, зашто навистина, ако земете дека како лекар немав никакви потреби да се пуштам нешто, меѓутоа осеќам дека треба да дам придонес во овие моменти, како и оние кои се нафатиле, зашто на сите им кажувам и на директорите на јавните предпријатија, во овој момент не е привилегија да се биде и директор и да се биде и на позицијата градоначалник. Свесни сме и гледаме што се случува околу сите овие случаи кои ги имавме одскоро, и треба да конечно да се зафатиме, секој да си ја гледа својата работа, да си едноставно за она што се нафатил да го одработи максимално и поштено до крај. Тони Коњански, градоначалник на Битола, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на интересот и еве да користам оваа прилика да ги можеби рано, меѓутоа великденските празници се пред нас, да ги честитам до сите оние кои ги честуваат. Така е. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Баш ми е мило што малку се трнавме од стандардните теми, влеговме во една што исто така е стандардна, меѓутоа не често во мојата емисија наоѓа простор, разговаравме за Битола и за тоа што е овој град и за Македонија, но и за проблемите кои што се разбира ги има и како тие се решаваат. Утре во 15 часот репризато издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова следба утре вечер во 22:30 со мене и со нови гости. До тогаш пријатно.